Сега почнав. Станува збор за империите на Амон-Ера како Јужен и Северен пол, кои го оформуваат системот од две различни позиции. И големите династии како големите сили кои управуваат со светот. А во регионите управуваат продолжените раце на династиите, нивните врски, некои компании, одредени лица и одредени фондации. Да речеме, англичаните, династијата Ра, се занимаваат со Џан и неговото семејство, а американците, односно Амон, секогаш го поддржуваа семејството Кузузаде. Семејството Кузузаде, како представник на династиите во Турција, ќе игра важна улога во наредните денови. Семејството Кузузаде, кое е на праг на составување на нов совет, американците и англичаните од секога се трудат да го привлечат на своја страна. И вие сте добро запознаени со случките на табелата. Можевте да ја нацртате и сами. Зошто ме повикавте мене тогаш? Кажете ми зошто? Ние имаме потреба не само од еден обичен командант, туку од некој кој ќе знае да игра стратегиски игри, да носи аналитички решенија. Исто така, требаше да бидеме сигурни во одлуките кои ги носи и да знаеме дека никој нема да се двоуми да го поддржи во каква и да било ситуација. Тоа беше ти, Полат. Зборувате за носење на правилни одлуки и во врска со чекорите кои треба да се преземат понатаму и за носење до целта на сета сила која веќе ја имаме ние во војската. Да. Тајни договори, состаноци и врски. Сили кои навидум изгледаат непријателски, а всушност соработуваат. Сменети калкулации, стратегии, семените врски, неверствата, дознавме уште многу повеќе дознавме и се снимивме. Ама, не можевме да ја почнеме борбата со династиите без да се најде некој кој ќе ги собере сите нив и ќе ги искористи правилно и стратешки. Затоа те чекавме тебе. Јас веќе не чекам ништо, сакам да видам се што ќе може да ни го осветли патот кон нашата вистина. Сите снимки од грабежот во банката се избришани. Од полиција се наведува дека не е ништо повеќе од обид за грабеж. Нема ни извештај ни некаква изјава за парите украдени од фондот. Гласниците од полицијата се повторно во акција. Сегер по цел ден си играше со нас и со полицијата. За време на грабежот вниманието на полицијата го фокусираше со пријавување на бомбата. Сигурно соработува со некого. Значи избрал погрешен ортак. Го фатија како кокошка го фатија. Кој знае каде му е ортакот? Во извештаите на банката стои дека парите се земени службено преку потпишан документ. Каков документ? Во нивните извештаи пишува дека парите биле земени половина час пред банката да биде ограбена. Значи нема докази дека парите се украдени. Уште еден јасен доказ дека парите биле наменети за шедит. За кратко време треба да се сретнеме со луѓето од банката. Ајнура, најдете го директорот на банката заедно со Алптекин. Во ред, Акиф.
е состојбата? Ги избришав сите видеоснимки. Дали сме подготвени за излез? Јас да. Ја чекам вашата наредба. Затворено е? Работиме, затворено е. Каква е таа работа во ова време, бе? Пукнала цевка. Се мене ме снаѓа нешто, бе. Влези. Се тече како што имаме испланирано. Само Андреј го нема никаде. Не знаеме каде е. Андреј Итар. Знае што треба да прави. За мене е важно што ја заврши работата успешно, исто како што ја заврши Сагир. Останатото не ме интересира. Во станица ли е Сагир? Да, Да направиме се што треба, дур не сватил дека се ова беше испланирано. Повикај ми го душникот од полиција. во ред, Брендон. Дојдовме да ловиме во Турција. Нас не уловија, Сагир. Прекини. Уште колку ќе не чуваат во Кафезов. Прекини. Ти реков да не доаѓаме уште на почетокот. Јас ти реков да прекинеш. Прекини. Прекини. Дури ја вадиш нервозата на мене. Седни и размисли кој ни ја подготви оваа стапица. Само да излеземе од овде. Ќе ги расчистам јас сметките. Има ли новости од Сагир? Зборува со Ариф, истражува. Го најдовме ли директорот на банката? Ајнур и Алптакин се кај него. Бе, не е можно ова што го гледам. Парите кои ми беа украдени пред очи, всушност се излезени со подпишани документи од страна на банката. А дали е можно ова да се направи без ваше одобрение? Не, но некој ја користел мојата шифра за да направи влез во системот и подготви документи како одобрение за излез на сумата пари. Ни треба ваше одобрение за да разбереме ситуацијата. За да можеме да сватиме што се случило и да ви дадам одобрение, треба да одиме во банката. Тогаш да излеземе што побргу.
Само момент. Си го заборавив телефонот. Следи ги. Мртов е. Банкарот губиле за да не прозбори. Молам Ерден. Акив мора да го слушнеш ова. Кажи дека најде нешто добро, Ерден. Ги пронајдов видео снимките на банката. Навидум се е во ред. Но чепкале 3 од снимките на безбедносните камери. Снимките се повторуваат. Во банката се уште има некој. Во ред, Ердем. Испрати ни ги видеоснимките. Јасин, спреми ги екипите за во банката. договорен, Акив. Отвори ги снимките, Талха. Ги отворам. Камерите намести ги според планот на банката. Во која камера се снимките кои се повторуваат? Ќе ја испразнат касата. Овде. Внимавај. Горец. Ајде. Добра вечер. Што се случува? Што правите? Работиме, испукана е цевка. Што се случува таму? Тргнете ја колата на незабележливо место. Побрзајте. Побргу.
кога те пристигнат. Повелете. Ве молам, седнете. Ви честитам. Многу успешна операција. Вашата екипа заврши многу голема работа. Го притиснавме полата лемдар од сите страни. Набрго ќе мора да излезе од местото каде што се крие. Не ми се брза воопшто. Ми јас сум се уште на почетокот на планот за него. Ме повикавте за следниот чекор. Не. Те повикав за Сагир. Ние сме пред банката. Ги среди в 13-та и 14-та камера. Имате 1 минута. Ајде, одиме. Го деактивирав алармот, можете да влезете. Во ред, договорено. Вие доаѓате со мене. Не знаеме колку минаси како се опремени. Затоа да останеме во контакт сите. Ајде. Ердем, внатре сме. Треба да слезете доле, во подрумот. Газда. Добро ли сте?
Не е ништо, команданте. То тимот што е надвор, започнато с акција. Да, команданте. Обиколете ја банката само што излегува. Како ќе наредите? Команданте, Те слушам. Црното возило се далечува од главната улица. Немојте да ми ја изгубите трагата, доаѓаме. Дај ги парите. Парите! Парите! Пари, види ги парите. Леле колку пари. Господине, стигне господинот Ѓурџан. Внесете го внатре, Хаки. И јас не можев да чекам подолго. На добро нека е господин Ѓурџан. Кажи ми што ти се брза толку многу. Што ми се брза? Сите зборуваат за тебе. Помисли дека јас треба прв да ти ја стегнам раката, затоа дојдов. Не можев да чекам уште еден ден, па те вознемирив дома. Добро. Ако. Седнете мало. Господине Хаки. Слушнав дека си бил во Англија. Точно ли е? Отидов да подпишам партнерство околу еден рудник во Африка. Затоа си заминав. Кога слушнав што се случува, помислив дека ортакот го барам во погрешна земја. Доколку и ти прифатиш, сакам да бидам во советот со целата моја мок и целото моje богатство. Добро дојдовте, господине Џахид. Ти благодарам. Господинот Фехми ве чека. Да ја побарам вашата дозвола. Добре дојде, Џахид. Да не дојдов порано? Не. Господинот Ѓурџан беше на излегување. Чекам вести од вас, како што разговаравме. Вие воопшто не грижете се. Добре дојде. Добро те најдов. Штом вака често имаш гости, изгледа се расширил гласот за тебе наоколу. Да, Џахид. Ѓурџан дојде со добра понуда. Не знам каква му е понудата, ама најважно е да си го исполни зборот и некако да добие шанса да учествува во советот. Мислиш дека Ѓурџан не е сериозен ли? Никој не е сериозен за мене, дури не земе место во советот. Пусат, имаме непоканет гостин. Кој е? Доаѓа Балтазар. Со друштво? Да, со друштво. Секој гостин си има свое место, Миран.
Нема да ги стреламе. Што ме со друштво, подгответе се за тоа. Во ред. Миран, вратата нека остане отворена. Во ред. Брзо влезе во нашиот свет, ама дојде на крајот од патот пусат. Да не случајно си дошол на погрешно место сакајќи додиш на крајот, Балтазар. Јас имав една грешка до сега. Се ракував со тебе на времето. Не се обвинувај себе си. Го направи вистинскиот потек. И ти знаеше дека ќе ти ја распарчав главата ако не се ракуваше со мене. Јас те прифатив поради твоите постари, ама ти не ги испочитува ни младите, ни старите. Не ми го послуша зборот. А сега ја премина границата, сакајќи моите луѓе да го слушаат твојот збор. Ако мислиш на тие кучиња што продаваат дрога на улица, или ќе ме послушаат, или ќе јадат куршуми, дури не се најадат. Тие смеат само мојот збор да го слушаат. Никој не те брани тебе. Сите ти се пред вратата. Оди суреди ги. Не ги жалам ни малку тие кучиња. Но овде сте на мој терен. Нема прв да извадам оружје. И јас исто така не сакам да ми се извалка името со тебе. Не личи да влеземе низ вратата, која ни ја остави отворена и да пукаме во вас. Тогаш да излеземе надвор. Утре вечер, јас ќе бидам надвор, ќе те чекам. Каде? Во Бејкос. Од таму ќе се распределува нова роба низ цел Истанбул. А јас ќе бидам таму. Сето тоа што ти велеше дека нема да се продава овде, јас ќе го распродадам. А ако пак окото тебе ти сече да дојдеш пусат, и тебе ќе те распродадам. Добро, многу добро. Туку како ќе дочекам до утре, бе, ага? Имам многу лоша навика, Балтазар. Не можам да заспијам од возбуда. Ако стрпи се ти до утре вечер, потоа ќе спиеш до безкрај пусат.
Ти ги донесов снимките што ги бараше од средбите. Ќе ги проверам сите, но не можам да го потрошам целото време овде. Но јас не смеам да дозволам ниту еден од овие документи да излезе на виделина надвор. Го знам тоа, но сакам да кажам дека можам да работам и друг пат на историските доси. Јас сметам дека треба да се фокусирам сепак на денешните настани. Помислив дека ќе имаш таква опција, па се подготви според тоа. Донесов и досиеа кои содржат разузнавачки документи од Балканот, Кавказот, Африка и Блискиот Исток. Тоа го имаш овде. Како што Месопотамија беше ветена за Израел, така и Африка е ветена земја за династиите. Нафтата, златото и диамантите и сите најбогати извори на светот се наоѓаат таму. Затоа го спречуваат секого кој сака да влезе таму, освен нив. Како го прават тоа? Постојано создаваат граѓански војни. Ги караат луѓето меѓу себе, создавајќи диктатори. И воопшто не е случајност што сите смртоносни вируси излегуваат од тука. Испраќајќи лекарски тимови во истите тие држави, ја прикриваат сета вина која самите сторил. Под име на лекарски тимови, на граѓаните им ги земаат генетските кодови, а потоа, според тие генетски кодови, започнуваат заразни болести и вируси, кои представуваат опасно за граѓаните. Со ова, ги сопираат другите одлегување во Африка и така се отворат индустрии за болестите, кои исто така тие ги создаваат. Прво создаваат отров, па даваат против отров. Така е, ама веќе и граѓаните на цела Африка го забележаат тоа. Сватија кој сака да им наштети. Знаеш, во многу блиско минато, африканците ги убија дојденците кои исто така беа создавачи на болести, а тие истите беа дојдени како тимови за лекување на заразите. Не знам. Во истото тоа досие ќе можеш да прочиташ кои лекари биле дојдени со различен идентитет, а работеле за луѓе од други пајакови мрежи. Иако граѓаните имаат право да се бунат, сепак убиствата не се точниот начин на изразување на незадоволството. Потребно е други чекори. Народот треба да се разбуди. Целиот народ на Африка те чека тебе за да преземеш чекори против колонизаторите. Треба да знаеме што се наоѓа над и под земјата во Африка, за да можеме да преземеме ние нешто. Богатството на Африка, целото сокриено подземно богатство, кое до сега било криено дори и од династиите на освојувачите, го имаш овде во ова досие. Дури имаш забелешки во врска со тоа кои подземни извори во Африка, која династијска компанија ги предводи.
Мене многу ми се допадна местото. И година отворено. Уште колку време ќе чекаме тука? Додека не биде подготвена робата. Во ред, газда. Оди, повикај го. Се сеќаваш ли на дрвово, жена? Колко си добър, мил мой човеко. На времето младите си ги разбаря имињата на дрвото. Но тебе секој пат ти беше жал за дрвата. Се заколнав дека нема да плачам, господине Омер. Немој вака да ме расплакуваш. Така беше тоа. Јас не можев да пишувам на дрвата, но тогаш во мене влезе еден оган. Не знаев што да направам за тебе. И купив едно фиданче. Го посеав. Секој пат дојдев да му ставам вода. Ми гаснеше огнот кога го полевав дрвово. Му се молев на Господ за да се обединиме ние двајца. Напролет порасна моето дрво. Тогаш таткоте те вери за мене. Ова дрво е мојата приватна молитва. Ти си мојата приватна молитва. Штом ти не го испочитува нашиот договор и си отиде пред мене, се молам и јас да дојдам кај тебе, мажу. Мајко, дрва ли садиш? Ова ќе биде моје дрво. Нека расте во сенката на дрвото на господинот Омер. Многу убаво ти текнало. Мајко, многу е ладно. Ќе настинеш. Да влеземе внатре. Да влеземе, Керко. Дојди. Душа? Што се зборувате, кажи ми? И
Ти кажав дека веќе не сакам други пријатели освен неа. Им правиш неправда на сите другарчиња зашто си се скарала со една од нив. Денес не сакаше да одиш, не инсистирав, добро. Но мораме да го решиме проблемов, душа. Не сакам да зборам околу ова. Види што ми текна. Утре јас ке те однесам, а на враќање да одиме во кино. Што велиш, а, кажи? Не одам повеќе во таа училиште. Што значи тоа, Елев? Значи дека не одам. Во ред, те разбирам. Се скаравте со другарка ти, но не можеш да го оставиш школото поради ова. Не можам да одам, тето, и наставничката ми рече дека можело да се повтори истото повторно. Тамошните деца не ме сваќат. Не сваќа што прави татко ми. Затоа и јас нема да ги разбирам нив. Мора да одиш на училиште, Елев. Ќе одам во друго училиште, но не одам во истото. Не може да биде целиот план на Андри. Има поголем ум кој работел на ова, уште од почетокот на трансферот. Да. Уште на почетокот на постапката. Планот на Андреј Сагир веќе беше подготвен за операцијата, господине. Не е никаква случајност тоа што му ги земале назад парите на Сагир. Немаме простор за самоодбрана во овој случај, Акив. Има документ за одобрение на постапката подпишан од Полат Алемдар, како, иако лажни, докази дека парите веќе биле изнесени од банката. Не се знае дека парите се ограбени. Истражуваме каде би биле доказите. Ќе започнеме акција веднаш што најдеме нешто. Види се труда да направат врска помеѓу твоето заменување во Шедит и испраќањето на сума пари до Шедит, како што знаеш. Ќе бидеме во многу тешка состојба ако документиве и лажниве докази бидат предадени на меѓународниот суд. И Сагир беше наместен. Доколку успееме да го најдеме, ќе го натераме да прозбори околу целава работа. Ќе направиме се што треба за да го фатиме жив, господин. Вести од Бато, Ерхан? Нема, за жал. Сигурно нема видено што се случува. Знаеме ли барем што се случи, Ерхан? Парите беа подготвувани со наредба на Аксачли за да бидат префрлени до раководителот. Ама ги украда од банка. Кој да ги украл парите не му биле целта. Да, така е. Ова беше последниот чекор на операцијата против Бато Џахит. За жал со себе ги имаат сериските броеви на парите и документот подпишан од страна на Бато. Ова е сигурно најсериозната игра која досега ни ја одиграа. Мора да го најдеме Бато. Тоа не е можно сега. Не ми зборувај така, Ерхан. Кој ќе успее да го најде, нека му каже. Бато мора да знае за оваа работа. Што мислиш околу помошта на Полат Алемдар за Шедит, Мете? Му честитам на кого и да му текнало. Многу ѓаволски чекор. Да не вие го сторивте ова? Дознали каде заминал Решат? Заминал кај син му. Го најдоа телото во земја до син му закопано. Фехми силно се зајакнува.
Советот ќе биде составен за многу кратко време, Мете. Слушам. Кој освен тебе го знае ова? Ворет. Го знаеш ли рударот Ѓурчан? Да. Замена за Англија, деновиве. Јас го имав испратено. Требаше да одбере ортак од тамошните фирми, но го променил тој изборот, се вратил во Турција. Фехми ли заминал? Може ли да замине, Мете? Што мислиш ти? Не може да оди толку далеку. Вие не му дозволивте, господине Џан. Тогаш оди кај него. Оди и кажи му дека Џан, доколку не му дозволи, тој не може ништо да прави, Мете. Како вие што ќе кажете? Нека ми даде уште малку време, ќе средам се. Ако ти даде уште малку време, ќе влезеш во советот на господинот Фехми и многу брзо ќе зајакнеш. Ама од каде излезе сега се ова? Се останува како што бевме договорени. Нема никакви промени во планот? Се промени планот, господине Ѓурџан. Ке излезете од овде. Кој си ти, а? Мене докај вас ме испрати Брендон. Зарем и Брендон е вмешан во ова? Само дојдов да ви известам дека вечера ќе бидете преместени на друго место. И да сакаат да ве испрашаат, не зборувајте по ниједна цена. Кој си ти да ми кажуваш дали да зборувам или не, а? Ќе зборувам ако е потребно. Секако. Но ако зборувате, нема да можам да ви помогнам во ниеден случај. Никој не ќе може да ви извади од овде. Во еден од документите кои ги разгледував, пишуваше дека династиите сакале да создадат држава Курдистан уште пред 100 години, но сватиле дека тоа не е можно, до денес го одложиле нејзиното создавање. Нашите браќа Курди го спречија тоа тогаш. Кога сватија дека ќе бидат под англиско раководство, па решија да се движат со нас. Денеска го обновуваат. Истиот план го обновуваат. Акиф, луѓето се во акција. Сагир ќе го префрлат на друго место, да знаеш. Ворет, Ариф, потруди се да ги дознаеш деталите.